Производите стануваат се помали, а цените се повисоки. Килограмот одамна не е килограм, а литарот не е литар. Дека тоа е така, доволно е да се направи една обиколка низ маркетите и може да се види дека речиси сите производи сега се спакувани во помала амбалажа. Покрај тоа што се поскапени, добар дел од производите имаат и намалена грамажа. Од 900 на 800, од 800 на 700 грама. Граѓаните реагираат. Велат дека квалитетот не е тој што бил некогаш. Кило леп одамна е под 600 грама, чоколадата од 100 е падната под 80 грама. Зетинот под 900 милилитри, солта, шеќерот и брашното наместо кило се по 900 грама, шпагетите и макароните наместо 500 најчесто се 350 до 400 грама, паштетите ослабе и до 15 грама. Све на 900 грама, 800 грама смалуваат и това е. Штедат? Штедат, да, а нас не осиромашуваат, они штедат, а ние сме за нигде, да ви кажа. А се приметува, се е помалце. Се осеќа по джебот? Нормално. Намалено. И па не е фер, не е вред. Што друго да ви кажа. Скапа е многу, многу е. Се чувствува по джебот? Многу. Што има, да? 800 денари. Банани, патлиџанчиња. Се што било по литро, сега е по 900, по 850, така што. Се чувствува по джебот? Многу. И по квалитет? Секој ден 1000 оди. Сега 1000 е стотка. Толку вреди. Тешко. И уште потешко ќе биде. И бурекот и сендвичите во речиси сите продажни места се потенки и посиромашни, а ваква состојба има и во порциите во рестораните и кафеаните. Паралелно, платите ја губат битката со цените. Инфлацијата веќе го изеде покачувањето на минималецот. Од 18.000 денари, околу 2.000 денари заминале во воздух. Кај просечната плата, која е нешто повеќе од 30.000, загубите се на 3.000 денари. Само во мај минималната потрошувачка кошница достигнала 38.800 денари. Тоа е огромно зголемување од 3.000 денари за 3 месеци или дури 4.600 денари за само една година. Пресметките покажуваат дека ниту со една просечна плата, ниту со две минимални примања не може да се задоволат најосновните екзистенцијални проблеми на едно просечно 4-члено домаќинство.